денеска премиерот игра каква? Чаирска одбрана. Во чаирска одбрана не поместувате ниту една фигура и оставате главниот да игра. Чаирска одбрана. Кога станува збор за сајбер нападите, сакав да помине одговорот. Чаир е често досадно место, министре, не и за вас. Знам 3 години таму живеев, благодарам. Немојте на тоа ниво. Ајде да се вратиме на сајбер заканите. Видете, премиере, на 17 декември, на 17 Бујар Османи вели, ве молам, колеги, подпредседателе, без дофрлање од место, ќе ве молам. На 17 декември Бујар Османи ќе каже дека е побарана помош од НАТО. Жално е ова дека сме навистина гледаме дека си подигрува со безбедносниот систем. Денеска, на крајот на месецот февруари, последниот четврток од месецот, вие велите ќе има посета. Многу изгубено време. Не ми одговоривте ни за за новиот оперативен тим за сајбер безбедност кој што ќе треба да раководи, односно да биде под Бирото за јавна безбедност. Одговоривте само дека е формирано такво работно тело во влада. Иако зборувате дека заканите се хибридни, навистина останува чувството дека ова ни се случува поради тоа што навистина имаме домашна неспособност која што потекнува од вас затоа што несериозно ги сваќате овие закани. Во делот на вашиот одговор во кој што зборувавте за последиците, ќе се согласам, навистина е така, меѓутоа сите обични луѓе ги знаат последиците, вие како влада треба да работите на решавање и малку посериозно да ги сватите овие работи, меѓутоа гледаме дека сте заслепени само и исклучиво од желбата за власт, по овие најважните работи, како и евроврзницата, ви промакнуваат без да ги забележите. Секако не сум задоволен од одговорот и немам дополнително прашање. Благодарам.